Време за второ линковско вклучување во нашата емисија од Охридсе селиме во Прилеп. Нашата колешка Елизабета Митревска ни се јавува од општина Долнени за активностите на општината во следните минути. Бети, добар ден, дали се слушаме? Поздрав во емисијата од општина Долнени во Прилепскиот регион. Велиме е мултинационална, живеат повеќе националности во општината со преку 13.000 жители и со 36 населени места. Како живеат, кој е секојдневието и кои се потребите на граѓаните и секако колку е транспарентна општината. Наши гости се градоначалникот на општината Урим Ибески и Ајше Муаремовска Топаловска, надлежна за одредени прашања во општината. Градоначалниче, кои се приоритетите и потребите на граѓаните, на жителите кои ги упатуваат и што е за нив за да им се олесни живењето во оваа рурална и земјоделска општина? Ви благодарам. Ви благодарам и што дојдовте кај нас тука да не посетите и че се задоволство ми е да кажам каква е транспарентноста, потребите на граѓаните на нашата општина. Како што и вие напоменавте, во нашата општина живеат повеќе националности и можам тоа да го кажам дека општина Долнени е Македонија во мало. Јас како градоначалник на општина Долнени, пред се за мене е голема одговорност да се биде градоначалник на општина Долнени, затоа што реално имаме 36 населени места, мултиетничка општина и во контекст на вашето прашање за транспарентноста, ние се наоѓаме во просечната проценка на транспарентност, но изминатиот период работиме за зголемување на транспарентноста и отчетноста према граѓаните и према сите институции. Изминатиот период вложуваме напори за тоа да биде објавено и транспарентно прикажано пред граѓаните работата на локалната самоуправа и мојата работа како градоначалник, односно она што нас што сме го слушале гласот на граѓаните, потребите на граѓаните, тоа да го спроведиме. Спроведувањето и реализацијата на сите потреби и реално она што заслужува како населени места во сите места, без разлика дали тоа живеат македонци, албанци или од другите националности, како што се и бошњаци и турци, ние вложуваме напори да бидеме транспарентни и во тој дел, а исто така и во делот на вложување напори за реализација на барањата и потребите на граѓаните. Истото тоа го презентираме пред се преку веб страната на општина Долнени. Колку е функционална веб страница? Искрено, веб страницата е функционална, но во последно време работиме за зголемување на можноста за објавување на сите програми кои ни се реализација на проектите. Сакаме да бидеме покрај веб страната и во другите медиумски програми, здруженија, невладени организации. Целта ни е се она што работиме и планираме да биде представено на граѓаните. Да бидеме отчетни и професионално прикажано за секоја реализација која што ја планираме и се надевам дека од просечни ќе се зголемува процентот на транспарентност во нашата општина. Така е, граѓаните и жителите воопшто и во вашата и во другите општини се почесто прашуваат за транспарентноста, да имаат увид. Тоа прашање го поставуваат и невладините. Во последно време се спроведува и проектот на невладината акти за отворени општини, отворени податоци. Колку соработувате и со граѓаните, но и со институции, асоцијации, меѓународни организации кои може да помогнат и финансиски, заедно со кофинансирање и општината, да се унапреди животот во Долнени? Реално потребата на граѓаните во општина Долнени пред се можам јавно да кажам дека е проблем инфраструктурата, односно патната инфраструктура. Не дека нема потреба и во водоводна инфраструктура и други потреби, но главното прашање, гласот на народот е патната инфраструктура. И максимално сме заложени и
со цела администрација и тимот кој го имам тука, да вложуваме напори да ги подобриме условите првично за патна инфраструктура и подобар живот на сите граѓани, како и водоводна и се што поврзано за потребите на граѓаните. Во меѓувреме, еве, да го слушнеме и гласот на жителите на Долнени. Што имаат потреба и какви се нивните приоритети и прашања се разбира. Една од потребите што не е од општината е што често снемуваме струја. Тоа веќе одевана е, да се кажеме, значи ако грмне 3 дена немаме струја. Имате комуникација? Да, има комуникација. Се обраќате? Па секој што своите потреби, сега нормално. Населението, некој ќе е задоволен, некој нема да е задоволен, сега не можам да кажам во име на сите. Вака тоа, патиштата нормално треба почесто да се реновираат, па дури пошироки да бидат, затоа што на Кајлажан е малце потесен патот. Би можело да се прошири на некои другите места. Тоа. Во општина Долнени сме, разговараме со градоначалникот Урем Ибески и со Ајше Моремовска Топаловска, која е надлежна за одредени сфери во функционирањето и животот во општината. Ајше посебно за социјалната сфера, која е една од најбитните, да им се помогне на сите жители од најмала па најголема возраст. Кажа градоначалникот, еве да кажам јас, дека во општина Долнени живеат жители од различни категории, така да има и голем број на жители кои што се корисници на одредени права од Центарот за социјална работа, најчесто корисници на социјална помош. Морам да кажам дека корисниците на социјална помош, корисници на гарантирана парична помош, корисници на постојана помош, како и сега со новиот закон и корисници на социјалната пензија. Моментално во општина Долнени имаме неколку проекти кои што се за корисниците на социјалните услуги. Моментално во тек е проект кој што е финансиран од UNDP и дел се и средства и од нашата општина, 20% значи е буџетот нашата општина. Ангажирани се 13 корисници, 13 ангажирани лица кои што ќе вршат услуги на 40 корисници кои што ќе бидат дел од стари лица кои што ќе примаат нега и помош од ангажираните лица, дел се на деца со попреченост кои што исто така ќе примаат услуги од ангажираните лица и имаме 3 работилници за дечина со инклузивни работилници на дечина во предучилишна возраст. Исто така во тек е и сега друг проект кој што ќе започне наредната недела. Тој е исто така преку Министерството за труд и социјална политика и невладина организација која е од Прилеп. Тој проект е заеднички со другите две општини, општина Прилеп и општина Кривогаштани. Тука се ангажирани 12 лица и 40 корисници кои ќе бидат услужувани од лицата кои што аплицираја за да вршат услуги во овој проект. Набавена е опрема, тие се извршени се нивните обуки, сертифицирани се и така да наредната недела почнуваме на терен со вршење на услугите кои што треба да ги користат граѓаните од општина Долнени. Благодарам, Ајше. Социјалната сфера, инфраструктурата, секако овој земјоделски крај има потреба од инвестирање. Значи, економско, земјоделско унапредување. Какви се можностите секако за инвестирање во општината, посебно во овие дејности? Градоначалниче. Во однос на моето движење на терен, граѓаните кои што се занимаваат со земјоделие, нашата општина е земјоделска општина. И во граница на можностите кои ги имаме ние како локална самоуправа и јас како градоначалник, секогаш излегуваме во пресред во делот на земјоделието. Има повеќе некогаш барања и од група на граѓани или местни заедници и издруженија
во делот на земјоделието, каде што има потреба да се инвестира во земјоделските површини или патишта кои водат до земјоделските површини. Максимално вложуваме напори спрема нашите можности, инвестираме и во тој дел, за да ги овозможиме полесно да ги обавуваат нивните земјоделски дејности кои што се. Во секој случај и урбанистички овозможувате со плановите? Да, максимално сме посветени спрема секој едно барање кое има од здружение на земјоделци или група на граѓани, максимално да излеземе во присед на земјоделците. Се со цел да се развива земјоделието и нормално да има бенефит од тоа. Се што е поврзано од локалната самоуправа, максимално сме посветени да возможуваме подобри услови за сите, без разлика дали се занимаваат со производство на жито, житни култури, тутун и така натака. Ви благодарам, градоначалниче. Ја посетивме општина Долнени да прашаме за транспарентноста, како се живее во општината и секако да кажеме дека секогаш е добре дојдено кога ќе се вложува во производството на храна, на земјоделски производи, а таков регион, таква општина е Долнени.